празот во изобилство застапен на пазарот во Облешево. Љупчо Атанасов од село Зрновци веќе подолго време се занимава со земјоделство, но како што вели пред камерите на Имнет телевизија, само за себе и за своето семејство. Ако годината е добра, има повеќе производство, во тој случај продава на пазарот во Облешево. Како што додава Атанасов, оваа година условите биле погодни за производство на прас, а цената е во зависност од квалитетот на истиот. Производство, јас имам малко количина, посејано малко. Како за мене, како тоа преостанува, како сам за Цената каква е оваа година? Ако идам, ќе... Па 450 го давам, некој по 400 давам. Па има и по 6, ќе ви се допразва. Кој како си го е на уработено, така. Колко е најдобрел, какво е најдобрел. Наводнување, се живо и така. Па празно, има ли порно од празно? Со месец, тавичка направиш. Но високата цена на ѓубривата, како и фактот дека се помалку има кој да работи, го намалува производството на прас. Младите не работат, старите не можат. А ако се работи добро, исплатливост има, дециде на Атанасов. Кога е во прашање на воднувањето, вели во Зрновци вода имало и тоа дополнително придонесува за да се произведе најдобриот прас. Ѓубривата скапи. А вода поштија? А вода има, Зрновци не има. Исплатиле се да се работи прас? А па он се исплати само кој може, да ние постави, кој не може да работи. Само млади има. Нема на остана народ, нема кој се филипински нема, тоа е помалко. Посееш, да сееш. Просто остани и продаеш. Намалу, нема и лично нема. Селото си испратливо, нема. Дето. Пазарот во Облешево денеска беше за нијанса подобар од претходниот вторник. Зеленчук и сезонско овошје беа на листата најбарани производи. Цените